Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот се дружиме со Борче Јовчевски, градоначалник на општина Прилеп. Доктор Добрила Андоновска, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија. И Билјана Дуговска, председателка на Македонската платформа против сиромаштија. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 10 минути. Ве поздравувам во овој дел од емисијата сите кои што можеби подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5 и верувам дека ќе останете со нас до 11 часот, бидејќи имаме навистина многу интересна екипа на гости овде во студиото, многу квалитетни луѓе од кои што очекуваме заедно со мојата колешка да слушнеме многу важни информации, едукативни работи, совети и препораки кои што верувам дека ќе ги почитувате. Ово утро со мене е Вера. Верче, добро утро. Ти благодарам, Цеце, добро утро за тебе, секако за нашите гости и секако почитувани гледачи за вас. Верувам дека и во овој дел ќе го задржиме вашето внимание, ќе слушнете интересни разговори со кои што ќе имаме со нашите гости, поврзано со сето она кое што тие го работат. Цеце, да ги представиме уште еднаш. Така, да ги представиме уште еднаш. Веднаш до мене е примариус доктор Добрила Андоновска, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Жал ми е за темата за која што ќе зборуваме и поводот за кој што сте ни овде, но тоа што е, мораме да се информираме за сето она кое што некогаш сме го имале, можеби повторно треба да го имаме, но не откриваме многу, ќе зборуваме подоцна за истото. Веднаш до вас првпат во Здраво Македонија, господинот Борче Јовчевски, градоначалник на општина Прилеп. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до екипата на Канал 5, поздрав до гостите кои што ова утро сме заедно и до сите гледачи на Канал 5. Да, морам да откриам дека долго го договараме гостувањето ваше и дека не сте ни биле во овој нов формат, иако некои градоначалници можеби по 2 пати поминаа, па тама имате доволно време да раскажете се што сте правиле од почеток до сега. Се надевам, да, обврските и задолжувањето према моите сограѓани можеби го одложиле на неколку пати, ја одложиле поканата ваша. Други приоритети имате, да. Оправдано, добро, но сепак не дојдовте. И веднаш до вас ни е госпоѓа Билјана Дуговска, председателка на Македонска платформа против сиромаштијата. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ви благодарам како и секогаш отворени за утренски муабети за сиромаштија. Да, сиромаштијата е тема која што апсолутно сите на засега и не е некоја позитивна тема, но се надеваме дека можеби ќе ни откриете некои убави решенија кои што надлежните треба да ги слушнат од вас. За жал се повеќе секојдневие отколку исклучок. Да, се согласувам. Ќе започнеме со она кое што апсолутно сите не засега, трагедијата која што се случи во Кучанин. Од човечки аспект сакам да ве прашам како го поминавте целиот овој процес. Докторке? Најпрво да изразам сочувство до сите семејства кои што ги изгубија своите деца, своите родители, браќа, сестри и да дадам, да искажам поддршка за пациентите кои што се уште се наоѓаат на лекување во државата и во надвор од државата во другите центри и до нивните семејства. Исто така сакам да дадам поддршка и за сите здравствени работници кои што како и секогаш до сега, меѓутоа овој пат во едни изворено тешки услови, се грижат за здравјето на нашите повредени во несреќата која што се случи во Кочани. Како е доживав? Па, бидејќи сите сме во семејството здравствени работници, јас сум 5 години веќе во пензија, меѓутоа сопругот работи во 8 септември и доби повик негде 15 до 5 кога ќе ви задзвони часот, тогаш часовникот, бидејќи едно дете ни е надвор од државата, а другата не живее со нас нормално, исто така е докторка. Прво мислите дека нешто се случило во семејството и за кратко се информирате дека се случила огромна трагедија. И веднаш потоа имате наплив на емоции, затоа што еве јас и колегата до мене, бидејќи е доктор, градоначалникот, многу добро знаеме што значат изгореници, што значат такви масовни повреди, и понатаму се стопира. Значи, мислам дека секојдневното живење кај сите нас како граѓани на Македонија стопира во тој момент и целото внимание беше посветено околу добивање информации, да се помогне и така натаму. Да се надеваме дека лекувањето, бидејќи тече успешно на страданите, ќе продолжи така и дека сите ќе бидат со позитивен исход. Да. Градоначалник. Утрото, кога дознавме за немилиот настан, навистина
пристапивме и јас како градоначалник и директорот на градската општа болница со една желба, односно намера да помогнеме во таа настаната немила ситуација. Се разбира со медицински персонал, со можност за згрижување во нашите капацитети, па и да излеземе лично да се понудиме како здравствени работници, со оглед дека навистина прекрасно била организирана средувањето, доставувањето, транспортот до Скопје. Ние како малку подалечена општина од Кочани не ни беше дадена дополнителна задача, без разлика што бевме припремени навистина и на готов се едноставно кажано, но со оглед дека сите колеги кои што се во непосредна близина на Кочани, Штипската болница и сите медицински институции во Скопје одговорија максимално брзо, најпрофесионално, им честитам. Ете, сакам да ми изразам сочувство на премладо заминатите животи. Природно, да. Цела една генерација изгубивме млади, што жално. Загубата е голема, воено им посакувам на повредените и лицата кои што се уште се згрижени како во Македонија, така и во други центри од соседни земји или Австрија, секаде имаме Италија, Србија, што побрзо да закрепнат и да се вратат во нивните семејства. Така, да. Благодарам. Да. Билјана? Јас и тогаш и сега сум бескрајно лута за тоа што ни се случи и се уште не можам да се помирам со фактот дека не се случи работа која што не е гром од ведро небо. Тука е системски пропуст. Како активист кој што долго години зборува на темата потреба од превенција, намалување на корупција, системско организирање, подобрување на поддршката, услугите и така натаму, некако како еден голем шамар дека во суштина се она што зборуваме вака изгледа. Ако не знаевте зашто зборуваат граѓанските организации кога апелираат на поголема институционална свесност, за поголемо институционално внимание кон квалитетот на живот, во суштина вака изгледа. Првиот шамар ни беше ковидот, кога го видовме распадот по институции од несовесно работење во време на несоодветен одговор. Ова е вториот шамар, како една системска институционална неодговорност рефлектира кон голем број на жртви. Втората работа која што во тој момент за мене беше поразителна е дека не можам ништо да направам. Јас не сум медицинско лице, јас не сум таму, јас не знам ништо, меѓутоа она за кое што сега сум горда е дека мојата група на луѓе, активистичките јадра, независно дали претходно беа организирани за копање и садење цвеќенца и собирање на ѓубре, или беа организации кои што умеат околу хуманитарната помош, поддршка во кризи и така натаму, сите ги искористија своите врски, познанства, вмрежување за да направат систем со кој што може да дадат сопствен придонес и тоа беше едно невидливо работење зад од другата страна на екраните, каде што се сумира, сублимира, поддржува институциите, граѓаните и сите оние кои што во тој момент во потреба. Се уште не можам да се навикнам на состојбата дека е тоа нешто што се случи и заврши. За мене ова е состојба која што се отвори и не треба да ја оставиме да биде затворена додека не го решиме начинот како во иднина нема да дозволиме да се случи нешто слично. Не се надевам, сметам дека треба да го одработиме. Искрено сочувство за семејствата и за сите кои што имаат блиски, кои што беа во трагедијата и сега се надевам дека ќе сведочиме на брзо опоравување на оние кои што се во болниците. Да, и како ковидот, некако за оваа состојба ќе ни треба малку повеќе сите заедно да работиме како систем, како луѓе. Промените, впрочем, доаѓаат прво ние да се свестиме. Не знам дали го фативте моментот, за мене беше тоа еден од големите индикатори кога на прва сите
психолошки поддршки беа ставени на располагање приватни државни било какви. И после неколку дена во едно интервју една господја вели никој не бара помош од нас. Тоа е затоа што ние потфрливме во делот на превенција на ментално здравје и не нормализиравме грижа за ментално здравје како аспект на кој што треба да внимаваме, без разлика колку сите нови стратегии после ковидот го рефлектираат менталното здравје. Во суштина ние не научивме дека се она што ни се случувало во изминатиот период не е затоа што ние сме лоши, туку затоа што системот е лош и не научивме дека треба да се грижиме за себе за да може да имаме подобар систем. Така што од тука некако има многу лекции кои што треба да ги научиме, се согласувам дека се уште рано, меѓутоа мора да ја држиме темата отворена затоа што лекциите некако секој ден доаѓаат. Ако може да надополнам, значи не може да правиме паралела со ковидот и со оваа несреќа сега. Ковидот беше сепак долготраен и најпрви се јави во други, ова пандемски, во други држави и државата сепак имаше време да се подготви. Кога станува збор за една било како вид на несреќа, дали ваква несреќа, дали друга елементарна несреќа или слично, тогаш вие не сте подготвени како систем и како здравство да веднаш реагирате. Има разлика меѓу пандемијата и зборот и ова. беше дека ќе го чувствуваме уште долго време како што кога заврши пандемијата, чувствувавме многу последици и ова нема да остане. Еве и ден денеска колку години помина после ковидот, ние се уште зборуваме за нешто што е останато, така и за ова ќе поминат и многу време каде што ќе правиме допрва работи, да го повторно оживееме градот Кочани, да им помогнеме на нашите сограѓани, на таа младина која што е таму со сета на поддршка која што ќе им биде потребна, дали економска, дали психолошка, дали со најразлични активности кои што сите како системи луѓе ќе треба да се вклучиме во тоа. Мислам дека тоа многу тешко ќе оди. И треба огромни напори од сите нас како граѓани, значи како одговорни личности пред се, независно кој на која позиција се наоѓа и работи. Мислам дека процесот ќе оди многу тешко и споро. Тоа е невидена несреќа, меѓутоа не знам што да кажам. Најтешко е да изгубите дете. Тоа кога работите не одат поред што била старите. Кариера 35 годишна, кај што обично тие такви типови видови на несреќи обично носеле животи на возрастни граѓани. Имаше една таква несреќа, да не забораваме да ја спомнеме, пошто јас напишав во еден статус, не сме да заборавиме и на една несреќа која што се случи 2007 година во Заводот за згрижување на деца со физички попречености во Банско. Тоа беше на 1 септември, јас бев во некоја комисија после тоа која што ја формира Министерството за здравство на увид. Во тој пожар беа повредени 15 деца, почина 5 деца на возраст од 7 до 10 годишна возраст. Значи станува збор за деца и млади, претежно на деца со физичка попреченост од потешок степен. Значи, ние треба да сме свесни дека такви несреќи за жал се случувале и можеби ќе се случуваат. И треба да сме спремни во однос на ова што зборувавме превенцијата и понатаму во однос на нивното згрижување. Така. Да, градоначалник, морам да ве прашам на кој начин општина Прилеп помогна за Кочани? Знам дека многу работи направивте, не само финансиски и други некои активности имате, но споделете ги. Па, онолку колку што можеше општина Прилеп, даде и материјална поддршка, односно одвои преку Советот 1 милион денари. Јас знам дека тоа ништо не значи за семејствата на страданите во оваа несреќа, но со други хуманитарни настани кои што ги планираме и ни се влезени во програма, дали се спортски настани, дали од друг тип на собирање од аспект на донаторски каси, ние планираме навистина барем во тој поглед колку што можеме да излеземе преку Црвениот крст. Направивме и крводарителски акции неколку веднаш по настанот. Како вонреден настан зборувам, а инаку редовни годишни имаме такви акции многу, неброен момент,
каде што се разбира од здравствен аспект можеме и сакаме да помогнеме. Така беше и пример и со катастрофалниот земјотрес во Турција. И сите оние места каде што може еден град или општина од нашиот тип со 70.000 жители да се помогни, како организацијски, како со персонал, исто излегоја и екипи од противпожарната екипа, каде што ги нудиме секогаш на барање на други општини. Максимално се грижиме да факторот човек биде приоритет за мислам лице повредено, настрадано, се она кој што бара неминовно брзо излегување во пресред, стоиме како општина. Закочани допрва треба да се грижиме, кажавте дека од аспект на внесување на семејствата во една нормална пак животна средина со советувања, со психијатри, работа, се она кој што му е потребно за да се залечат тие рани. Само да напоменам, ние од општина Карпуш, бидејќи потекнувам од таа општина, изгубивме 20 членови од бендот, за жал, истакнати музичари. Општината направи тоа што нормално треба да се направи во однос на нивните семејства. Исто така, мислам дека како сите општини, горе-доле секој спрема своите можности, истата сума ја одвоивме. Најмалку станува збор за парични средства. Понатаму стоиме на располагање за било каква помош и на семејствата од другите градови, а и на семејствата од општина Карпуш. Да, мислам дека важиме за дефинитивно многу народ кој што сака да помогне и дека колку и да сме сиромашни, колку и да немаме солидарен, малку да емпатичен. имаме, да ќе го одвоиме нештото за да помогнеме ако тоа нели некому смени нешто. Билјана, ќе продолжиме со вас со се разбира сиромаштијата, темата за која што вие сте дојдени. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, секој петти граѓанин на Македонија живее под прагот на сиромаштијата. Оваа статистика од 2022 година. Малку се плашиме од новата статистика, можеби нешто ново ќе каже, но можеби вие имате некоја информација. Не, јас искрено се изненадив дека Завод за статистика на 24.3 ги објавил податоците за 2022, бидејќи последните податоци за 2021 беа објавени во октомври, а тие претходно ги претпоставувавме. И ова е нормална пракса да заводите за статистика од прилика се меѓу 1 и 2 години во делот на објавување на податоци. Сега веќе од прилика можеме да го фатиме трендот со кој што се соочуваме. И да, навистина не очекувам дека граѓаните седат и пребаруваат колку се сиромашни, затоа што тие на собствена кожа во суштина чувствуваат каква им е ситуацијата и финансиски и генерално. Меѓутоа сепак заради нели информирање, 2021 година сме биле на 23% сиромаштија, сега сме на 22,9, значи предходно бевме на 22,8, тука се некаде процентите, не флуктуира, не мрда. Да. И ова зошто го кажувам, заради тоа што ако ги слушнете вестите, ќе забележите дека една таква посветеност имаме ние кон намалување на сиромаштија, што едноставно ако не ги следите овие резултати, ќе очекувате дека има движење и дека се работи и дека се подобрува и дека тоа трае. И сега да се зголемуваат пензиите, чисто заради платите. тоа да стане поопипливо што изгледа во 2022 година, се не можам нели по месец или во десно, еве генерално 2022 година, доколку едно домаќинство имало еден член, значи си живеел некој сам, бил се според прагот на сиромаштија, тој бил сиромашен ако имал 10.600 денари. Значи се на тоа веќе не го става во категорија на сиромашен во државата. Да. И ова е многу важно, затоа што тоа значи дека ништо не му следува. Тој е веќе граѓанин комотен да си живее и не му треба ништо. Во однос на фамозната 2 возрастни члена и 2 издржувани деца, 4 члена семејство. 4 членото семејство, сумата била некаде околу 23.000 денари. Сега, интересниот момент е дека проверив, минималната плата во 2022 година била околу 22.000 денари. Значи, ако едно самечко значи еден си работи на минимална плата, тој богат. Ако е семејство со една минимална плата, семејството е во сиромаштија. Сега, споредбено па со еден друг параметар, минималната синдикална кошничка
сум ја извадила случајно август 2002 година. Да, баш сте подготвен. Овдека прашав ја вчера, дали ќе ме прашате за податоци, вие рековте да, ако мислите, па еве. Да. 2022 година, тоа 4 членото фамозно семејство, во минимална синдикална кошничка му требале нешто над 48.000 денари. Што значи дека ако живее со една плата, пола од работите не може да си ги приушти, а пола од работата, исхрана и пијалоци во тоа време биле околу 19.000. 18.300 и нешто. Значи можел можел да одбере дали ќе јаде пие или ќе плаќа сметки живее, и од прилика тоа е она за кое што е поважно да зборуваме од аспект на сиромаштија, отколку тоа дали секој трет, пет, седми, втор е во таа група. И сега дополнително забраваме уште една работа, а тоа е дека сиромаштијава релативно, што ние ја апсолвираме преку овие бројки, значи одстапување од еден востановен, нормален начин на живот во рамки на државата. Да. И тука имаме малце проблем, са дали е нормално да не може човек да си купи кашкавалче? Тоа е луксус. И дали е нормално да се јаде само наевтино? Само лепи сол. Апсолутно не е нормално. И од тука дискусијата дали е доволно да имаме за леп и дали ни требаат политики кои што ќе обезбедат доволно нутритивни карактеристики на храната, за да можете вие да имате квалитетен живот, да бидете функционално активен, вклучен во сите сегменти, е многу поважно од тоа дали вие во овие 18.000 денари имате парички да купувате секој ден макарони и урда. Да, ама тоа тука го вклучува здравството. Да, имено ви благодарам многу, сакав да се надоврзам. Вака сега, јас, гледате, немам харти. Да. Значи, бидејќи не знаев во кој домен ќе бидат прашањата и мислам дека е подобро така, меѓутоа, еве да ја продискутирам на тема сиромаштија. Кога се зборува за сиромаштија, мене лично како граѓанин не ме задоволува оваа статистика. Зошто? Прво, кога се зборува за сиромаштија, воопшто, значи вие не може да дискутирате, не вие, него тие што ја работеле статистиката и што ќе работат и во не ја работеле во минатото, се задржуваме на рамки само на број на членови во семејство. Каде ви е тука? Дали имате двајца ученици, дали имате двајца студенти, дали студентите ви се школуваат или учениците во друг град, која возраста на членовите на семејството, дали станува збор за повозрастна категорија на граѓани, колку од нив имаат хронични заболувања, колку од нив се инвалидизирани лица, колку од нив се лица со други потреби во однос на здравствени потреби и колку тоа нив ги чини во нивниот месечен буџет. Значи, ние сепак и за здравство, кога зборуваме за статистика, ако видите, секоја се задржуваме, да, болнички кревети, искористеност толку и толку доктори. Каде ви се диагнозите тука? Не е доволно да кажете хируршки пациенти или доволно интернистички или психијатриски пациенти или било кој домен. Значи, многу е покомплексно, статистиката е таа која можеби само нешто насочува, ви дава една општа рамка. Меѓутоа, ако навлезете подлабоко во проблемот, значи, многу е комплексен. Ви благодарам што... И дополнително ова што го зборувам јас, апсолутно не го идентификува она кој што вие го говорите и фали во целата анализа, заради тоа што овдека е само приходната сиромаштија. Колку пари влегуваат во домовите на граѓаните? Ева, синдикална вакошничка кажува од прилика колку излегуваат. Меѓутоа, со стојбите и се останато, статистиката не го дава на увид. Меѓутоа, некако отсуствува и во целиот дискурс, бидејќи нам ни фалат посериозни анализи како индикативно овие бројки насочуваат кон она што вистински го имаме како слика во државата. Така, господине Борче, еве вие ни доаѓате од Источна Македонија, од Западна Македонија, сепак тој крај често пати, особено за нашите градови, се смета дека е посиромашно населението. Како се живее во Прилеп? Не можеме толку многу да коментираме за сиромаштијата во Прилеп, затоа што се трудиме навистина и бројот на невработени постојано да се намалува, со оглед дека имаме индустријски зони, зони каде што инвеститорите овозможиле и се разбира за нивни развој да вработат што повеќе
граѓани од нашиот град. Јас само една реченица, ако можам ретроградно да кажам за грижата за што помалку социјални категории да постојат. Затоа се грижат и општините, се разбира со нивната локална самоуправа. Доколку учествуваат или еве како град Прилеп ја би го спомнал, дека во таа статистика не постои нешто со што можеме ние да дополниме на домашниот буџет. Значи грижата за основците со тоа што обезбедивме за година за прво, второ одделение, бесплатен дневен оброк, сега веќе имаме од септември до 5-то одделение, потоа грижата и за студентите со одвојување на средства за стипендирање за исто ранлива категорија на социјални, но има и категорија на успешни, односно навистина кои што имаат превисок успех остварено и тие имаат приоритет во стекнување на такви стипендии. Значи, максимално треба да се доближат и општините до категоријата семејства кои што се социјално загрозени. Во Прилеп имаме навистина широк спектар на развој, односно на насоки каде што екзистираат не само еве да го земеме пример како општина која што може да се пофали со околу 30 концесии за експлоатација на минерални суровини, значи го имаме мермерот, гранитот, оникс, травертин, го имаме тутунот како дополнителна, па и основна за некои семејства категорија на земјоделска дејност, од каде што некои семејства комплетно живеат од тоа. Така. Па и тој крај е познат во тутунарите. Земјоделие, исто така, пиперки, но тука е и да спомнам и текстилната индустрија и некои други компании кои што навистина за нас се нови, IT компании кои што младите гледаат да се пронајдат и во тоа. Тоа сака да ве прашам, дали е тоа доволно за младите да не заминуваат од Прилеп, да си го гледаат, да ја гледаат својата иднина и создавање на семејство токму во Прилеп, да не заминуваат? Таа бела чума, односно заминување на младите во Европа или во други земји кои што се предизвик за не само за личните доходи, него и за начинот на живење, се разбира. Значи, сега се помалку заминуваат во странство за да остварат основна екзистенција, него ги бараат и другите можности, правилен здравствен систем, добар правен систем, се она кој што заслужува еден млад човек. Образование. Но јас сметам дека значително сме подобрени во тој правец и водиме сметка да им се остварат сите оние кои што замисли, кои што се одскочна daска понатаму во животот да создадат семејство и да екзистираат со тоа елементарните услови се најнапред. Може околу чекорите кои што општините ги преземаат, поддршка за ова што вие го работите. Еве да кажам, бидејќи живеам нели тука од Карпусум, во општината ние имаме бесплатни ужинки и бесплатно згрижување во градинки за деца од социјален ризик и за бранители. Не ме држете за збор, мислам дека има околу 21 бранители во општина Карпуш, пријавени како такви, кои што ги користат тие бесплатни услуги. Исто така во однос на бесплатните ужинки од 1 до 9 одделенија, минатото беа комплетно, сега мислам дека половина дека се плаќаат 50%, бидејќи се зголеми бројот на сите ученици, сепак станува збор за 10 училишта. Ние имаме 63.000 и нешто жители. Во однос на стипендии на ученици, спортисти и така натаму, меѓутоа мислам дека единствено ние во Македонија имаме во склоп на одделението на секторот за детска социјална и здравствена заштита посебен буџет кој што го одвојуваме за семејства во социјален ризик. Ова Билјана најверојатно можеби и знае, за семејства во социјален ризик и семејства кои што имаат потреба, кои што се во здравствен ризик, значи за болести. Понатаму тука се опфатени
потреби евентуално поддршка за семејства, за лица кои што имаат потреба за лекување во странство, како и ги помагаме на сите овие пожари и други несреќи. Имавме 2 сега, скоро, последните 2 месеца. И тука помагаме финансиски. Минатата година, заедно со ребалансот, одвоивме 7 милиони денари за таа цел само. Еднократната парична помош, значи може да ја добие граѓанинот еднаш во годината. Максимум има посебна комисија, максимум се доделува до 30.000 денари. Она што е над 30.000 денари, тогаш мора да оди преку совет, со одлука на совет, тоа е нормална законска постапка. Оваа година предвидениот буџет е помал. Меѓутоа станува збор за изборна година и така натаму, кога не ќе може да ги одвојувате средствата. Меѓутоа сега ќе имаме ребаланс и очекуваме да се барем уште милион денари, негде на 5,5 милиони да имаме само за семејства во социјален риск. Да, градоначалник. Тука сакав да кажам дека и во друг облик може општината да помогне. Се разбира дека го подржувам и вашиот допринос како советник во вашата општина, каде што сигурно имате изгласано и други предности, односно бенефиции кои што можат нашите сограѓани да ги добијат. Сигурно и вие за стимулација на збогатување, односно на растење на наталитетот. Ние воведовме, односно еднократна помош и од 6.000 денари на секој новороденче. Добро, тежна е и ние да го зголемиме, да зголемиме таа граница на помош. Се разбира, се води големо внимание за припадниците на од третото доба, постарите лица, каде што им овозможивме повеќе од 1000 бесплатни карти за користење на јавниот превоз. Потоа воведовме и нега и помош на стари лица, еден добар, одличен проект кој што е поздравен од сите. Имате проект помош и нега во домот, каде што водите грижа за 150 лица од трета доба во домашни услови. Во домашни услови, тоа исто така ја подобрува и нивната здравствена состојба, но им скратува и од издатоците кои што би биле изложени доколку меѓутоа и општото чувство на граѓаните. Да, јасно. Во секој поглед, општината се труди максимално да го збогати тој нивни домашен, да го растерети, односно трошокот на нивниот буџет. Имаме уште многу проекти кои што ги воведуваме, се со цел да им се намалат трошоците, значи субвенционирањето и на велосипеди, субвенционирањето и на клима инвертер уреди. Исто така е од голема помош на семејствата, мора да признаеме, а ние тоа им го овозможуваме секоја година, одвојуваме дел од нашиот буџет за категоријата на социјални случаи биде што помалку изложена на трошоци. Така, тука Билјана, еве кога ги напоменавме сите овие работи и докторка Добрила и градоначалникот, како една економски развиена држава може да се справи со сиромаштијата и колку ние сме блиску или далеку до овие промени? Благодарам што направија вовед во одговорот на ова прашање. Законот за социјална заштита во 2019 година ги смести општините во делот на социјалната заштита. Покрај ингеренциите на законите од локална самоуправа и другите закони кои што се поврзуваат со работењето на локалната самоуправа, Законот за социјална заштита со реформата во социјалната заштита 2019 ги воведе социјалните услуги, давањето на социјални услуги, вклучувајќи и нега во домот, меѓутоа и услуги во заедницата, и услуги психосоцијална поддршка и така натаму. И идејата на тие услуги беше не да се премине од начинот на давање пари кон вклучување на граѓаните во процесите, кои што се системски организирани, мониторирани, евалуирани, за да граѓаните го добијат потребниот квалитет на живот. Што значи тоа? Тоа значи дека кога општината соработува со лиценциран давател на нега во домот, и тоа е одлично, Центарот за социјални работи, кој што е под општинско ниво, иако ингеренциите му се на Министерството за сега социјална политика, демографија и млади, тие имаат увид во потребите на граѓаните, меѓутоа лиценцата која што се добива од Министерството
гарантира дека давателот соодветно, навремено и квалитетно ќе исполни услугата. И тоа не е исто кога општината би организирала 15 луѓе да даваат нега без лиценца. Овај проект е поддржан во координација, се разбира, со Центарот за социјална политика и организација и австриската амбасада, заедно со нивниот социјално аташе, каде што сите се лиценцирани, сите се обучени, не се работи за волонтерско работење. Токму тоа сакам да го истакнам, дека доколку би било волонтерски организирана услугата, не би можела доволно квалитетно ниту да се мониторира, ниту да се еволуира, дури се надградуваме со доизградба на еднодневни центри кои што за активно старење, се разбира и со збогатување на амбулански услуги. Значи, активирање на медицински лица. Не содржината е навистина богата со професионален персонал и кадар. Дека ваквиот начин на работа дозволува општината да влие директно во животите на тоа го зборувам, го поддржувам, значи и го охрабрувам во смисла. Сега ви ја знаете со што се соочувате, во иднина ќе може да го надополните, ќе може да го проширите, ќе може бројот да го зголемите, категоријата на опфатени граѓани да смените и така натаму. Тоа велам дека е одлично што се споија овие два сегменти, особено што меѓу другото произлезе уште една обврска од тој закон, а тоа е креирање на совет за социјална заштита, кој што општина Прилеп го има, и исто така има направено социјален план во кој што идентификува социјални ризици. Значи не е дека општините се исклучени од процесот. Меѓутоа тука е многу важно колкава е можноста и колкава е финансиската одржливост на општините да испорачаат по однос на желбите и плановите кои што ги имаат. Затоа велам дека и се согласувам дека намалувањето на сиромаштијата може да се случи само ако се договориме дека секој ќе има свој удел и придонес и дека тоа ќе биде системска интеракција. Јас сум противник на давање пари, субвенции како што се еднократна парична помош треба да има во исклучителни случаеви, меѓутоа сум против давање пари во семејство без при тоа да се утврди дали тие го подкреваат нивото на живот и квалитет, како што е на пример делот на енергетската субвенција, каде што не знаеме кај ни одат парите, дали одат за енергија, дали одат за нешто друго, дали воопшто ќе продолжиме да на оваа тема. Запомнете ги идејните решенија, завраќаме веднаш по рекламите.